Добар ден, почитувани. Ова е стартот на најновата Телма амбуланта. Липосукцијата е зафат со кој се отстрануваат масните наслаги од телото, што не може да се елиминираат со диета или вежбање. Обично интервенцијата се прави за да се подобри изгледот на колковите, стомакот, бутовите, грбот, рацете, подбрадокот или лицето. Кој е добар кандидат за липосукција? Како изгледа зафатот и кои се можните ризици? Дали липосукцијата е начин за намалување на телесната тежина? Се смета ли за трајно решение за спречување на таложење на мастите во иднина? Дали изваденото масно ткиво може да се пренесе на други делови на телото за нивно реобликување? Разговараме со професор доктор Боро Џонов, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија. Разговорот ќе го проследите по рекламите. Останете на Телма. Во денешната Телма амбуланта зборуваме за липосукцијата со професор доктор Боро Џонов, специјалист по реконструктивна и пластична хирургија во Аџи Бадем Систина. Професоре, добар ден. Добар ден. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добре, фала на поканата. Луѓето на различен начин ги таложат мастите на телото, кај некои доминантно се задржуваат на стомакот, кај други на задникот и бутовите, некои имаат проблем со подбрадокот и образите кога ќе се поправат. Од што зависи на каков начин ќе ја зголемуваме телесната тежина, ќе се поправаме? Дали е тоа генетски предодредено или пак се работи за нешто друго? Во главном секако генетиката има удел, голем удел има каде ќе се таложат мастите, секако полот, исто така начинот на живот и така натаму. Многу често, нели, после 40-та година се намалува лачењето на хормоните, кај жените на естрогените, кај мажите на тестостеронот, и поради тоа настанува тоа поголемо таложење на одделни предилекциони места на масното ткиво. Реце на стомакот? Да, за жените е покарактеристично повеќе на бутините, на страниците од нозете, градите не толку, нели? Покасно станува и на стомакот, додека кај мажите е повеќе кај стомакот, односно висцерална маса се вика таа, која што се наоѓа на трупот кај особите кои што нели се дебелеат. Секако и наследниот фактор игра голема улога тука, зависно што сме наследиле од нашите предци, нели сите си личиме ние на нив и во подоцнечната возраст, така да секако и тоа има улога, поготово кога се однесува за лицето, вратот, горниот дел од телото и така. Се случува да спроведуваме некаква диета или пак режим на вежбање и при тоа да ослабиме онаму каде што не сакаме, а проблематичните делови да останат непроменети. Па зошто понекогаш одредени масни наслаги не може да се симнат со помош на диета и вежбање? Токму ради тоа, како што спомнавме, наследниот фактор, предилекциони места, намалување на лачење на хормони, тука доаѓа нели корективна хирургија, не е само таа естетска, популарно така кажано, него и корективна хирургија, и доаѓа на сцена тоа што ни е денешната тема на разговорот, липосукцијата. Конкретно, тоа е метода која што се широко распространета денеска во светот, мощна и популарна, минимум инвазивна, така да се изјасним, иако е тоа интервенција и операција кои сите други. Со истите захтевни елементи, со постоперативни периоди и така натаму. Меѓутоа, помалку инвазивна од некои други методи, се користи исто така и при патологија. Многу често, кога имаме проблеми со дренажа во долните екстремитети, па и горните екстремитети, елемфатијази, кога имаме запушување на лимфните садови, исто така, така да е широко полето на распространетост за користење на оваа метода. Така, вие сега разјаснивте еден мит кој што вели дека липосукцијата е наменета само за дебелите луѓе. Никако, баш напротив. Липосукцијата не значи славење. Липосукцијата значи обликување на телото. Односно, постојат некои студии кои што се правени уште пред 20-30 години дека смееме да извадиме од 5 до 7 килограми максимум. Чак што и тоа е премногу. Сето друго е инкомпатибилно со живот.
малтене. Значи при липосукција не се отстранува целото непосакувано масно ткиво? Одеднаш? Секако дека не. Одеднаш, него на одредени места и одредена количина. Затоа што све што ќе ја надмине таа количина прави здравствени проблеми, независно од барањата на пациентите и можностите за липосукција, меѓутоа секако тоа е ограничена и количината која што треба да се вади е количина која што смееме да извадиме. И затоа пак ќе кажам, липосукцијата не значи слабење. Липосукцијата значи боди контуринг, односно оформување и реобликување на силуетата на телото. Обично на кои делови од телото најчесто правите липосукција? Најчесто и кај мажите и кај жените најчесто е на стомакот. Така наречени љубовни рачки или love handles, тоа се половината. Перничињата што се јавуваат странично, лумбално на страната на струкот. Многу често на горните, на долните екстремитети, односно феморалниот дел, на делот кај колковите, внатрешните делови, колената исто внатрешните делови. Тие се сите предилекциони места кај што треба да се направи и каде што се таложат мастите. Ризично е, многу пациенти бараат и на предните делови од нозете. Тука во главном се оди ограничено, затоа што има големи крвни садови кои што може да се повредат и да има проблеми со циркулацијата после тоа пациентот. Професоре, а дали представува ризик липосукцијата на подбрадокот, бидејќи многу често големи се крвни прави, садови, тироидна жлезда? Меѓутоа тука се оди со понежни инструменти, помала количина, многу често и во локална анестезија ги правиме за да се обликува и подбрадокот и страниците на долната вилица. Секако, имаме тука доста крвни садови, доста елементи од аспект да има доста нерви. Многу често се случува од самиот анестетик што се обризгува да дојде и првите неколку дена постоперативно да дојде до искривување на лицето и асиметрија, што всушност поминува за 2-3 дена. Потребно исто така компресивна терапија за лицето, поготово затоа што е доста повторно тоа што кажавме, снабдено со крвни садови, за да не дојде до формирање на хематоми и отоци. Има ли различни типови на липосукција? Односно липосукција што се изведува на различни методи? Не се толку различни методи колку што е различита технологија која што се применува. Најстара метода е рачната липосукција. После тоа, нели, како напредува технологијата, така се измислуваат и начини како тоа би било што поадекватно и што помалце мутилантно, односно што помалце да ја нарушиме архитектониката на самото тело. Така да имало, порано се користени со ехоапарат, значи под дејство на ултразвук, разбивање на мастите, па потоа нивно извлекување од подкожата. Во последно време има нови апаратури кои што користат притисокот на водата, која што ги избуткува практично масните клетки, па потоа се извлекуваат. Меѓутоа, секако златен стандард е асистираната липосукција, која што се прави со вибрирачки канили, кои што секако и ја зачувуваат архитектониката на подкожното масно ткиво и на кожата, а исто така и се полесни за хирургот и пократко трае интервенцијата и се овозможува подобра липосукција. Во однос на длабината секогаш има различни типови на липосукција, односно длабока, кога се оди поголемите масни клетки да се аспирираат или поплитка кога се оди поповршно. Во суштина треба да се направи комбинација на тие две техники за да сето тоа изгледа кој што треба, да биде кожата мазна, да нема грудки, да нема собирање на езерца од раствор, односно од течности и да се изработи кој што треба. Колку време обично трае зафатот? Зависно од тоа колку делови се. Например, за подбрадок трае тоа пола сат, никаде
кога е стомак, кога се нозе, кога е све наедно, сигурно саат и пол и тогаш е и потребна поголема анестезија, односно се изведува таа интервенција во генерална анестезија. Значи, зависи од зафатот, некогаш може да биде направено со општа анестезија, друг пат со локална, може и во со случај локална, доколку е на лицето подградот, обично така, ги лице. правиме во локална анестезија, доколку се финеси, односно мало обликување на стомакот и на делови од трупот, секако повторно може во локална анестезија. Во принцип, кога се работи на трупот и на нозете, треба да е некоја поголема анестезија, односно или општа или потенцирана, за да биде колку толку обезболен пациентот, пациентката. А како се контролира губитокот на течности за време на овој зафат? Значи, ние прво секаде златен стандард повторно покрај асистираната липосукција и тумесцентната техника, односно се внесува течност пред да се почне со липосукцијата, во подкожното масно ткање се внесува течност со која што сушност ги разбиваме масните клетки и масните капки. Ги растварате на некаков начин? Па на некаков начин може да се каже, а со тоа се прави презервација на крвните садови, за да се одвојат од сите тие елементи маста и за потоа да може да се извадат. Односно, да се тука имаме осисаат. некои видеа како тоа изгледа. Да, вака делува многу драматично. брутално. Сите тие видеа, ја секако кога ќе дојдат пациентите, они веќе ги виделе, тоа за нив изгледа страшно. Меѓутоа, сепак, тоа е тоа што следува и така се изведува интервенцијата. Повторно ќе кажам, со тумесцентната техника и со асистираната липосукција со вибрирачки канили, кои што by the way ги имаме сега и во Аџи-Бадем Систина, набавен е нов апарат за липосукција. Тоа секако трае и пократко време и не се толку брутални покретите на вадење на масното ткиво, така да со напредокот на технологијата се намалуваат тие мутилантни интервенции. А како изгледа процесот на опоравување? Проследен ли е со болки? Неопходно ли е да се носат компресивни завои? Секако, затоа што кога се работи чиста липосукција, значи ние го излекуваме масното ткиво, кожата останува интактна и треба да остане интактна. Секако останува вишок на кожа, доколку не е планирана и втора интервенција, односно да се прави затегнување на кожата плюс покрај липосукцијата. Така да ради тоа е потребно минимум 2-3 недели да се носи компресивен материјал, дали се тоа завои, дали се мидери, дали стезници компресивни, кои што ќе можат прво да не настануваат големи хематоми, второ да ги намалат отоците кои што се јавуваат после таа интервенција и под три, што ни е најбитно во случајов, да озможат кожата да се собере, односно да се ретрахира, да не ни остане, да не биде опуштена, да не ни остане вишок на кожа. А може ли да се јават стрии по направена липосукција? Стриите во суштина настануваат, нели тоа и колегите дерматолози поубаво го знаат. Стријата настанува кога има помалку колаген, односно стварање на колаген во кожата. Најчесто се јавува при обтекнување, нели, кај трудници, нагло дебелење, меѓутоа истото се случува и кога има нагло слабење. Затоа при липосукција многу често се трудиме оној слој кој што е веднаш под кожната на подкожно масно ткиво да го оставиме, за да не дојде до пореметување на повторно архитектониката, сега не на подкожното масно ткиво, него на кожата. Затоа што со секоја травма на кожата се намалува стварањето на колаген во кожата и може да дојде до пукање на тие елементи и на еластинот исто така кој што се наоѓа во кожата и до формирање на стрии. Максимално повторно ќе повторам, се трудиме да не дојде до стварање на стрии и обично во 90% случаи се јавуваат кога има нагло дебелење, односно нагло обтегнување на кожата, не толку многу кога кожата се собира. А што ако се јават некакви нерамнини или пак останат брутки? Обично се остава на времето, пошто
откако тие пациенти ги тераме ние многу брзо да почнат не толку со спортување, колку што со движење и со пешачење. После 3-4 недели може да почнат и со спортување, доколку не настанат некои големи фиброзни елементи во подкожието, тоа све се ресорбира и затоа ни е поготово погодна оваа тумесцентната техника, затоа што со разбивањето на маста со течностите, тие течности после тоа се ресорбираат и овозможуваат и тие сите нерамнини да се испеглаат. Секако им препорачувам и на пациентите во постоперативниот период да посетат и физикална терапија. Постојат специјални дренажни вежби, односно дренажна физикална терапија и масажи со кои што се овозможува тоа постоперативно да се израмни и да се ресорбираат тие нерамнини кои што останали после липосукцијата. Значи не е сето тоа така едноставно. Секако, бара убав еден процес на рехабилитација. Секако дека е процес. Ја и на почетокот кажав дека тоа не е нели ставање вештачки ногти или ставање трепки или посета кај козметичар, сепак е интервенција, сепак е операција. А колку време се потребни за да се забележат очекуваните крајните резултати од липосукцијата? Видливи ли се веднаш, да речеме месец дена или 2 недели по зафатот, по отстранувањето на... И по 2 дена обично се видливи, кога ќе видат дека ги нема тие наслаги на тие места. Меѓутоа, за потполниот ефект секако треба да поминат барем месец, 2, па и 3, за да се осети, како се вика, да се има едноставно бенефит од тоа што се правил. Секако ги тераме и пациентите, како што кажав, со физикални терапии, со спортување, после тоа да продолжат. Секако ни е многу битна исхраната. Треба да се обрне внимание помалце јаглени хидрати, повеќе протеини и сите оние дневниот калориски влез кој што треба да биде повеќе протеински отколку да биде масти и јаглени хидрати. Значи повторни внимавање на исхраната. Да, и тука доаѓа тоа што го спомнавме претходно во однос на регулација на течностите, на исфрлање и на внесна течност. Пошто ние секако внесуваме пред интервенцијата, односно за време на интервенцијата течност, многу е битно таа истата течност при липосукција горе-доле истата количина да биде извадена, да нема застој на течности, а и после тоа и со исхрана, и со движење, и со самите компресивни стезници и завои и така натаму, да сето тоа што побрзо се ресорбира и се исфрли од организмот. Професоре, вела дека се раѓаме со одреден број на масни клетки во телото. Да, тоа се теории дека се стварањето на масното ткиво е до некој 30 годишна возраст. Меѓутоа гледаме ние дека всушност не функционира така. Ние може на 30 години да сме биле 75 кила, после тоа на 40-50 да бидеме преку 100 кила. Така да постои сепак тоа множење на масно ткиво. Постојат теории, правени се испитувања дека всушност масните клетки не се зголемува бројот, него се зголемува нивниот обем. Дека тие растат, секоја клетка расте. Меѓутоа, веројатно, вистината е негде на средина измеѓу едното и другото. Значи, и дека растат, и дека се двојат. И дека се двојат. И по тука произлегува и моето следно прашање. Доколку се отстранат масните наслаги од одреден дел на телото, значи ли дека повеќе таму нема да имаме никаков проблем? Во однос на реклама на техниката, на липосукција, секојаш ја кај моите пациенти им кажувам дека секако нема да бидат во таа количина која што била претходно. Меѓутоа, ако се продолжи со зимање на голема количина на храна, нередовен живот, алкохолот исто така многу влијае на тоа, секако дека повторно ќе почне наталожување на тие делови од телото.
А во меѓувреме може ли да се јави друг проблем, да почнеме да се поправаме повторно на несакани делови од телото, каде што до тогаш не сме имале проблем? Секако и генетиката влијае тука, и хормоните влијаат тука, со старењето, со намалувањето на лачењето на хормоните. Меѓутоа, има еден психолошки момент кај пациентите, поготоа кај оние кои што имаат малку повеќе вишок на масно ткиво, да имаат стимул они да продолжат понатаму и со поредовна исхрана, и со подобра исхрана, и да го одржаваат тоа што го имаат. Многу ретко кај пациентите тоа се враќа назад. Може да има некои здравствени причини за да не можат да продолжат со таква исхрана, со такво спортување и така натаму, па на тие делови да се врати. Се случувале рецидиви кај исти пациенти не веднаш, после 2 години или после 3 години, повторно да правиме липосукција на истите места. Значи резултатите не се трајни? Секако не може, нема ништо трајно. Значи, исто така може повторно да се направи липосукција на истото место? Секако, сите тие рецидиви, да ги кажам условно, секако во вториот или третиот акт е малку попроблематично, затоа што веќе не е иста структурата на масното ткиво, формирани се и фиброзни елементи, така да е поголем проблем веќе вториот, третиот пат за да се направи липосукција, и има можност поголема од несакани последици после тоа. Односно да има хематоми, да има проблеми со кожата и така. Кој период од годината е најдобар за липосукција, со оглед на тоа што се носат компресивни завои? Во принцип, да, ради компресивните завои е подобро додека времето не е толку топло. Во принцип смета топло време, затоа што вие мора да сте цело време со тие мидери, со стезници или завои на одредени делови. Завои во последно време ретко се користат, освен на некои специфични места. Има ке нас се носат специјални облеки, да кажам, специјален веш, кој што е компресивен и кој што го леснува и функционирањето на пациентот, пациентката, а и исто така овозможува подобри резултати на крајот. Така да во принцип сметам многу топло време. Иако нема ограничување, може да се прави во било кое време од година. Но би било непријатно, претпоставам кога е надвор 40 степени со компресивни да завои. шетате со компресивни завои, и друго, полесна е облеката, тоа сите ќе ве приметат дека имате нешто испод. А обично не би требало, нели? Да се знае дека било што е правено. Така. Дали секој може да направи липосукција? Има ли некоја возрастна граница? Има ли некои здравствени состојби кои што би представувале состојби, да, секако ризик? Хронични болести секако прават проблем, било која хронична болест, дијабет, иако сме имале ради подобрување на здравствена состојба сме правеле, кој што спомнав и на почетокот, при разни лимфаденопатии, односно елефантијази и така натаму, сме правеле липосукции, пореметување во коагулација на крв, дијабетот смета, пушењето исто така е голем ризик фактор за пациенти за да се прави липосукција заради крајните резултати. И пак ќе кажам, сите хронични заболувања треба да се направи процена како влијаат кај одреден пациент на неговото здравје и према тоа дали сме или не сме да се прави липосукција. Возраста сама по себе не е ризик фактор доколку некој е здрав? Возраста сама по себе не, доколку е здрава персоната нема никаков проблем. А колку често се јавуваат компликациите од липосукцијата? Со сите техники, со сето тоа што го правиме, сигурно дека ги смалуваме на некој 5%, затоа што све што е изнад 5% веќе до 10% е веќе голем ризик фактор. Тоа значи на 100 пациенти 10 да се искомплицираат. Главната компликација и што ја превенираме со лекарства, нели, кај да отворите за липосукција, ризикот е масна емболија. Масна емболија, така. Што значи масна емболија? Масна емболија значи дел од масните капки да се увлечат во
крвните садови и да ги запушат тие крвни садови. И да завршат во белите дробови? Може да завршат во белите дробови, може во срцето, може во мозокот. Меѓутоа, баш поради тоа, 5-6 дена постоперативно се даваат антикоагуланси, за да се превенира тоа. Затоа се овие нови техники во липосукцијата што се користат со тумесцентните течности, со асистираната липосукција, за да се сведе тоа на минимум. Така да 0,001% во големи бројки на липосукции се случувало да има масни емболии. Ја до сега, барем во нашата држава и од колеги и од моето искуство до сега не сме имале такво нешто, меѓутоа мораме да го спомнеме за да знаат гледачите, пошто кај да отворат на кој сајт за било што информација, прво стои дека е масната емболија ризик фактор. Таа е ризик фактор и при пренесување на сопственото масно ткиво на други делови на телото, секако. но затоа подоцна во емисијата ќе ги вклучиме и гледачите во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Почитувани, од овој момент можете да се јавите на телефонскиот број што е испишан на екранот и да се вклучите во денешниот концепт на Телма амбуланта. Ние сега продолжуваме понатаму. Што со на масно ткиво што ќе биде отстрането во липосукцијата? Може ли кај секој пациент да се направи автотрансплантација, односно се пренесе на некој друг дел од телото и да се ремоделира? Нешто Да, што сме секако. од што сме незадоволни. Да, тоа е техника која што се работи со години, липофилинг. Значи, почнато е од тоа да се користи автологно масно ткиво. Некаде, нели, се користи во денешно време, се кажува дека и тука се тие стем клетки кои што се префрлаат кај разни заболувања. Од тоа е почнато сушност, од потребата на лекување на заболување. За регенерација. За регенерација, ете така. Со тоа што после тоа е преземено и во естетската хирургија, поготово за на оние делови каде што има асиметрии. Не само чиста естетика. Многу често сме го користиле липофилингот за асиметрии на лице, после повреди, после парези на фацијален нерв. Исто така, кај екстремитети повреди, се користи исто така и за лекување на рани, ги користат колегите многу често. Така да, липофилингот не е само не се применува само кај случаи од естетски карактер. Секогаш мора да биде автологно, голем е ризикот, односно воопшто не се употребува од други личности. Секако, за да се направи нешто такво, треба на предилекционите места да има доволно масно ткиво, за да можеме да го постигнеме ефектот. Значи, оние кои што се слаби не можат да направат трансфер на масли? Зависи што сакаат каков трансфер на ткиво. Доколку треба, например, да се направи аугментација, односно зголемување на гради, кај слаби особи, секако не е можно. Доколку треба да се направи зголемување на задник, кај многу слаби особи, не е можно со автологно масно ткиво. Обично, кај тие особи можеме, сите имаме масти, од одредени делови може да се извадат количини, кои што би можеле да ги употребиме за лицева хирургија или за некои финеси по телото, меѓутоа секако ни е потребна доволна количина на маст за да направиме некаква аугментација на гради или зголемување на задник, или доколку има исто асиметрија на екстремитети, се користи на подколениците многу често за да се добие симетрија, односно доколку едната од разни причини може да бидат вродени од повреди, едната подколеница да е помала за да се зголеми и така натаму. Ќе им дадеме предност на гледачите. Да, ќе ги слушнеме нивните прашања. Добар ден. Добар ден, намали го телевизорот. Одлично, ако ви е намален тонот на телевизорот, го очекуваме прашањето. Која е вашата дилема поврзана со денешната тема? Да. Да ви кажеме вашата? Повелете во програма сте, кој е вашето прашање? Моето прашање, поздрав до докторот и до вас. Така? Ве моля, јас имам скашеница на левата рака.
при таа скашеница имам претинат мускул кој што скинат е мускулот до градата. И кај местото од градата, близко во градата скоро, имат голем ожилјак. Така? Дали нешто може докторот тука да се интервенира во однос на лузната, да се намали или пак скроз таа да исчезне. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Одиме малку надвор од денешната тема, но секако ова е во рамки на тоа што вие го работите во вашиот домен. Кога има проблем со лузни кои што влечат, кои што тегнат, има начини. Може или по филинг, нели, малце да се направи. Може ли по филинг? Може, меѓутоа во принцип треба да се прекине линијата на кожата која што тегне, односно тие фибрози. Има начини тоа оперативно да се реши со локални пластики за да се овозможи подобро функционирање на екстремитетот. Секогаш тоа и неопходно е да се направи, поготово за горните екстремитети. Така да треба пациентката да дојде, да ја прегледаме, да ја предложиме третман. Со локална анестезија тоа ви се извела? Зависно колкава е лузната. Зависно од лузната, затоа што обично се прават тие така наречени Z пластики, повторно ремоделирање, да кажам, на лузната, ремоделирање на собствената кожа, за да не настанува тоа влечење, тегнење и да може пациентката полесно да функционира. А доколку се извади масно ткиво од одреден дел на телото на гледачката и потоа се аплицира на лузната, што ќе се постигне на таков начин? Го правиме и тоа. Многу често пробуваме да сите тие фиброзни линии кои што ја затегаат, кои што се наоѓаат во самата лузна и кои што невозможуваат движење, што е можно повеќе да ги разбиеме и местото да го испуниме со масно ткиво, за да повторно не се формираат фибрози на истото место. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Јас ви се сака да ви поздравам и да прашам за отстранување на масно ткиво. Така? Имам на десната и на левата рака под лактицата. На двете раце. И имам на рамето малку и позади главата имам, така да биопсија правев на кај што е главата, нема да речеме некои карциномски моменти. Сака да го прашам докторот каде и како може да се овакво да ги отстраниме тие. Така. Имам така грубо изгледа. Така, би сакале тоа да го решите. Ви благодарам за вклучувањето. Професорот сега работи во Аџибадем Систина. Да. Значи, често кај пациентите се јавува таложење. Тоа не е таложење, него тоа се, да не ги кажам тумори, да ги уплашам топчести формации од формации од масно ткиво, липоми, односно фибролипоми. Многу е тука често генетскиот фактор, наследниот фактор и се јавуваат насекаде по телото. Ние сме имале пациенти кај што сме им ваделе по 20, по 30 одеднаш, дали на двете раце, двете на нозе, се јавуваат секаде по телото и обично ги советуваме да се вадат тие што им сметаат. Не сите? Затоа што не сите, нема резон да се вадат сите, затоа што прво е многу голема интервенција, доколку кај тие пациенти се 30-40 ги има сегде по телото, помали и поголеми. Обично да се вадат тие што се поголеми, тие што притискаат на нерви или крвни садови и со текот на животот каде што кој смета да се вади, пошто сите нема резон. И е премногу тешко за самиот пациент, а проблемот е што ќе се јавуваат и нови понатаму во животот, баш ради тој генетски фактор и едноставно телото ги ствара. Тоа не е врзано нити со начинот на живот, нити со начин на исхрана. Многу често пациентите одат, проверуваат крвни слики, крвни елементи, дали е тоа нешто поврзано со триглицериди, со холестерол и со масти во крвта.
Меѓутоа, во принцип, секогаш сето тоа е уредно во 90% во случаите и врзано е со генетиката. И им се советува обично да се извадат тие што сметаат. Има една болест која што се вика Морбус Рекленхаузен, односно тогаш се тие уште потврди, уште пофиброзни. Ова се во принцип помали варијанти, меѓутоа повторно се ствара маст, односно се ствараат липоми насекаде по телото. Професоре, кога ќе се навратиме на липосукцијата и на пренесувањето на масните клетки, односно масните ткива, имаме гледач. Ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Одлично ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Јас се јавам од Крушево. Така? Имам, масно ткиво. Ве слушаме одлично, намалете го тонот на телевизорот. Добро. И во континуитет зборувајте. Вака, значи се јавам од Крушево. Така? Имам масно ткиво од левата страна, назад. Добро, имате... Имам исто масно ткиво и на градата. На две места. Како може да се излечам јас? Не мислете ништо, ама понекогаш ме боли, така да речем. Имате болка понекогаш? Да, на ова назад што ми е од десната страна. Така. Претпоставам дека ова е слично на претходното што го појаснивте до сега? Да, претходното со тоа што треба диференцијално диагностички да се постави диагноза, обично на грбот липомите не болат. Треба да се види да не е случајно дермоидна циста, односно атером. Тоа е сосема друга диагноза во однос на липомите. Се формира дермоидна циста, се запушуваат обично лојните жлезди кои што формираат цистична формација која што се испунува со лој. Тие знаат да се воспалуваат често и да бидат болни, дури да формираат и абцеси. Така да треба да се види кај пациентот што е, дали е едното, дали е другото, и сообразно со тоа да се постапи. Во принцип, ние сме хирурзи, ќе кажеме дека треба тоа да се извади, да се изоперира. Хирурзите секогаш го даваат тоа како прв предлог. Пошто нема друг начин тоа да се реши. Така, ќе се навртам на моето прашање, дали сите масти во телото се исти? Откако ќе ги извадите во процесот на липосукција, дали може да ги пренесете на кој било дел од телото? Во принцип да, затоа што ние обично ги процесуираме тие масти. Односно, се што ќе се извади треба да се прво оддели колку што може од крвните елементи што се во самиот супстрат и треба да се процесуира, односно да се обработи. Обично ги переме со физиолошки раствор и на крајот ги намалуваме од специјален процес за да се намалат, за да можат полесно да се вбризгаат. Така да значењето на тоа од каде се земени мастите за да се префрлат, во принцип нема голема разлика. Затоа што и за лицевата хирургија дури ние често пати ги вадиме мастите и од стомак, може да се вадат и од лумбалните делови, па некогаш дури и од нозете кога ни фали за големи липофилинзи, за да се префрлат и на лице, и во задник, и гради. Ги споменавте оние делови каде што најчесто се бара да се направи некакво ремоделирање, кога станува збор за дојките, за градите. Со префрлање на масно ткиво, какви треба да бидат реалните очекувања? Видете вака, секој липофилинг има ограничување. Прво, многу е битно како од кој дел, односно колкава количина на масно ткиво ќе добиеме со самата липосукција. Правиме, нели, сколемување на гради, во последно време бараат пациентките се почесто да се прави тоа за да нема се избегнува, нели, ставање на импланти, као странно тело, нешто на што би можело и организмот да реагира и така натаму. Меѓутоа, ограничени се можностите. Секогаш ние кога го правиме липофилингот, ставаме повеќе од колку што треба, затоа што се рачуна дека негде после првите 3 до 4 месеци се ресорбира дел
од тоа масно ткиво кое што го трансферираме. Значи нема да презиват сите масни клетки што сте ги префрлиле. Секако, многу е битно кај лицето обично тоа е многу помал процентот. Меѓутоа, кога зборуваме за трупот и за нозете, негде до 30 до 40% од ткивото кое што е трансферирано се ресорбира. Може да дојде до несиметричност, асиметричност, ако се асорбира, да речеме, на едната дојка повеќе секако, првите проценки на резултатите се прават тек после 6 месеци. После липофилингот, баш поради тоа, дали има асиметрија или нема. Затоа што и со самото вризгување ние имаме проблем во однос на крварење, на појава на хематоми, доколку погодиме некој помал крвен сад, кое што може на почеток да изгледа дека има асиметрија. Се трудиме да бидат тие асиметрии што поминимални, затоа кажувам и секогаш се става малку повеќе него што треба, за на крајот, кој ќе биде финалниот резултат, да имаме поголема асиметрија и задоволителна големина која што пациентот, пациентката ги посакуваат. Ке го вклучиме гледачот. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторот и до вас. Сакам да прашам нешто за мојот сопруг. Така. Има на челото масно ткиво, ние го знаеме како масно ткиво, ама така малку е потврдо и сакам да го прашам докторот. Дали, какво е искуството со такви масни ткива и дали е препорачливо да се отстрани или тоа така да се, сакам да кажем и големината дека е колку оре. Да немате некој подпрашање? Па не, дали сте го испитувале нешто предходно, дали некој доктор видел? Сакам да кажам дека предходно имаше масно ткиво на грбот, тука баш на средината на плешките, и тоа масно ткиво го отстрани. Тоа може пред 10 години. Ама ова го носи веќе подолго време и сега ние имаме како страв малку, бидејќи е на челото. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Не би требало да имате страв, пошто прво, доколку е на челото, нели, и естетски е видливо, од друга страна, треба да се види дали е повторно тоа што спомнавме предходно, дали е масно ткиво или е дермоидна циста, пошто челото е предилекционно место и за формирање на масни ткива и за дермоидни цисти. Отстранувањето секако е хируршко, треба целосно да се извади, многу често во локална анестезија, доколку е поголема и локална потенцирана, така да се има свој период на оправување, меѓутоа решавањето е хируршко независно на кој дел од човечкото тело се наоѓа, поготово на челото. Во последно време се исклучително популарни интервенциите на задникот за негово зголемување. Исто така, сопственото масно ткиво може да се употреби во овој процес. Како да преживеат што повеќе масни клетки со оглед на тоа дека потребно да се седне? Од практични така причини се проблемите најголеми. Секако тоа што спомнав, бразилски задник, нели, многу популарна метода, секаде во светот, зголемување, односно тоа значи аугментација на задникот, подобри контури. Многу често липофилингот се користи како дополнителна техника, доколку затегаме со вишок кожа, па за да се довиде подобра проекција, повторно го употребуваме. Конкретно кај бразилскиот задник најмногу пациентките имаат, пошто во главном 99% се тоа пациентки, нели? Се прашањата како сето тоа ќе оди постоперативно. Има различити митови, нели, дека можат одма да седнат на задникот, дека можат најнормално да функционираат. Ги споменавме компресивните облеки кои што мора да се носат првите месец до 2 постоперативно. Седењето директно е забрането. Дали е тоа со имплант, изголемување или липофилинг, секако е забрането директно со седнување. Постојат специјални перници кои што се зимаат и кои што овозможуваат практично пациентките да седат на ниво
на горните екстремитети, односно во нивниот горен дел, без да има притисок, компресија на деловите кои што се аугментирани, односно кои што се зголемени. И тоа е некој процес од месец и пол, кој што треба да се применува, после тоа се оди на седнување на страна, или се зимаат перници во форма на крофна, као втор стејч, односно втор стадиум во рехабилитацијата, за после веќе 2 месеци им се овозможи, затоа што проста е причината механички притисок. Доколку има што повеќе притисок и се разбива маста и циркулацијата се намалува. А тоа ни оневозможува тие масни клетки кои што сме ги префрлиле од едно место на друго да ни преживеат и да заживеат. Така. Односно и плюс да се мултиплицираат. Кога станува збор за зголемувањето на задникот на ваков начин, тука како главен ризик фактор се споменува масната емболија. Дали навистина постои толкава опасност? Васкуларизацијата секако, доколку треба повторно, нели, па е до техниката на аугментација и до правење на самиот липофилинг, доколку се завлезе во мускулатурата, секако тие техники ние ги имаме совршено, се пази тоа да не се направи. Главен проблем се за липофилингот, оние делови на телото каде што има голема васкуларизација. Кај задникот е тоа доколку се завлезе во мускулатурата. Најголем ризик при липофилинг за масна емболија е кога се работи лицевата хирургија, пошто лицето, за разлика од сите други делови на телото, е најваскуларизирано. Од друга страна, тие крвни садови се директно врзани со мозокот и тука се најфактички проблематичните случаи за масна емболија. Многу често, исто така, како било каде да отворите по сајтови информации за пациенти, спомнуваат дури и слепила, затоа што доколку настане внес на масни клетки во офталмичните артерии, може да доведе до слепило, секако. Меѓутоа, сепак се пази на тоа, се знае во кои слоеви. Истото може да настане и со обични филери, не значи дека липофилингот е проблем, маста е проблем, него било какви материјали кои се внесуваат во лицето може да дојде до истите компликации. Затоа треба да се внимава кој ги изведува тие процедури, да ги прават само и само стручни лица. Да се знае во кои слоеви, каде се нанесува масното ткиво. За липофилингот да кажеме уште дека во хирургијата има широка примена како помошна техника, не само исклучиво за зголемување на задникот, нели, таа тема ја фативме. Многу често и кај реконструкциите на дојки после мастектомија го користиме за да добиеме слоеви кај што покасно ќе можеме полесно да ставиме импланти. Исто така кај оние пациентки кај што има помалце ткиво, помалце кожа, за да се овозможи експанзија на кожата и да се направи подобар облик на градите, така да широка е примената секако. Ги споменавте жените, пациентките, клиентките. Што е со мажите? Дали употребата на масното ткиво, пренесувањето на масно ткиво од еден дел на телото на друг, може да се искористи за зголемување во големина и во обем на машкиот полов орган? Може, секако, иако кога веќе ги спомнуваме ризиците, треба добро да се познава анатомијата, добро да се познава васкуларизацијата и инервацијата, што е најбитно. Обично избегаваме искрено на дистални делови од телото да се убризгува маст. Се користи маста, нели, за разобувување на рацете. На некои деформитети спомнавме претходно на стопала, на прсти и така натаму. Ограничен е пристапот. Не може да се добие некој огромен ефект. Постојат други интервенции во однос за да се добие должина и дебелина да се зголеми.
Така да се прават тие интервенции, меѓутоа има голем ризик баш ради тоа што и машкиот полов орган, пенисот е дистален дел, го рачунаме од организмот како што се стопалата, како што се шаките, со ограничена циркулација и треба многу внимателно тоа да се прави. А што ќе се случи ако лицето кај кое што е направен пренос на масти, нагло е загуби телесната тежина? Има две варијанти тука што би можело да се случи. Прво, да се изгуби тоа што веќе е трансферирано, и второ, да дојде до формирање на голема асиметрија. Односно, сопственото масно, ние кога формираме задник за да добиеме убава симетрија и да добиеме убав облик, сите тие пациенти не се без сопствено масно ткиво. Така да ние го дооформуваме и го дообликуваме со липотрансферот. Доколку се изгуби сопственото, може на одредено место да остане каде што е направен трансферот, ова другото да пропадне. Така да обично довеѓа до асиметрија и тоа е најголемиот проблем. Обично, кој што спомнав и на почетокот за липосукцијата, ги тераме пациентите да нема некои големи дискрепанции во телесната тежина, да се одржуваат, секако да не добиваат нити плюс, нити минус на тежината, поготово кога се работи за аугментација на гради со липофилинг, иако тоа е многу ретки се тие пациенти. Значи, обично се бира силиконска Обично за аугментација на гради, да, златен стандард се силиконските импланти, што не значи, кој што спомнав претходно, како и кај реконструкциите, за да добиеме подобар облик на тие гради, да као помошна метода го имаме и липофилингот, за да ги дообликуваме и да добиеме еден посовршен изглед. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за оваа тема која што е исклучително актуелна, особено помеѓу помладите. Iscrpivме доста од прашањата. На која возраст обично тие кои што доаѓаат и бараат вакви интервенции од естетски карактер? Од естетски карактер возраста е малце неблагодарно да дискутираме. Ради X причини, обично се тоа изнад 25-30 години и понатаму. Помлади доаѓаат, кои што се незадоволни од својата телесна тежина и да сакат зависно од тоа, да, доколку имаат проблеми. Брзо решение. Брзо решение, повторно ќе споменам, липосукцијата е обликување на тело, не е слабење. За да дојдат до липосукција треба да поминат некои други процедури предходно. Обично тие што имаат поголема тежина и после оние бариатрик срџери, да ги кажам, кај што е тоа оде и во обезност, тогаш липосукцијата е само како помошен фактор. Се прават други интервенции кај што треба да се затегнува кожата, да се отстрани вишокот на кожа, а тоа се прави заедно со масното ткиво. Значи да заклучиме, липосукцијата не е одговор за брзо губење килограми. Секако дека не. Така. Ви благодарам уште едно за гостувањето во Телма амбуланта. Благодарам уште еднаш на поканата. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.